Имате ли информации колку ќе чини државата водењето на нови документи како лични карти, пасоши, сообраќајни регистарски таблички и така натаму согласно договорот меѓу Македонија и Грција и кој ќе го плати трошокот? Самиот договор е етапен договор, што значи имплементацијата е во наредниот период, 5 годишен, и како се отвараат поглавијата од преговорите со Европската Унија за членство, така и се имплементираат одредени решенија. Во однос на трошоците, тоа што можеме во моментов да кажеме дека нема да има во еден ден да се менуваат сите патни исправи, туку која патна исправа како и завршува и стекува рокот, ќе се менува. Што значи тие трошоци по однос на патните исправи ќе бидат во насока на редовните трошоци за вадење на патни исправи кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија. За сите други трошоци во моментов се прави анализа, постои можност истите да бидат спакувани на начин на кој што граѓаните на Република Македонија нема да почувствуваат никаков дополнителен трошок. Трошоците за патните исправи ќе ги платат граѓаните, така? Кога ќе ја менуваш твојата патна исправа, кога ќе ти истече или кога ќе доеш во ситуација 3 месеци да не можеш да патуваш никаде, кога ќе треба да ја замениш, ќе платиш како за секоја редовна патна исправа замена. Истото важи. Значи, ако вадиш нов пасош, повторно треба да платиш за новиот пасош, така за инува. Значи, тоа се редовни трошоци, не се работи за вонредни трошоци. Значи, уште еднаш да повторам, патните исправи важат се до истекот постојните кои што се. Ќе ве замолам микрофонот? Може, добро вечер, Скопје! Мрзам тврди предмети, подалеку, братче. Волку луѓе на едно место у Скопје има само бюро за вработување на митинг. Јеби га. Да, значи, имаме и мунгоси од Африка. Не знаев. Тазе увезени преку Гевгелија на топло. Братче, тебе некој црнец да не те фатил, бе, од Савајле? Го има фатено црнец, еј. Зато така се смее. Он се смее длабоко у принцип. Ама кога му го, знаеш, опазали кога го фатил црнец. Да ти е. И сега така се смее. Ако. Може. Значи, само у бюро за вработување на митинг. Зашо ние правиме избори на секои 2 години? Зашо? Тоа е национална стратегија. Ама ќе стасаме до тоа. Знаете ли вие што е најбитно за македончето у политиката? Сендвичите. Значи не е битно кој ќе тепа на избори. Не е битно што ќе се дешава после избори. Битно е дали ќе има сендвичи за време на избори, бе, брат. Тоа е најбитно. Зашо имаме избори на секои 2 години? Туку така, не сакајки, од рукав, а и на 2 години. Демек, таков е периодот. Не е женова таков да е периодот. Значи, не е тоа. Тоа е смислено, мислено, мозгано, национална стратегија за прехранување на овој народ. На секој 2 години. Па луѓето преку цела година немаат шо да јадат, двај чекаат избори да дојдат, бе. Гага сендвичи, братче. Ама пази, кога ќе размислиш малце подлабоко, не се само сендвичи. Маичко ќе си ќариш. Капче. Печ. Ексклузивитет е печ. Па сега тамо март, април, ладничко е. Ладничко е, може некој шалче ќе падне, ќе улета некој шалче. Или еве ја, например, или бре вунена чарапа, иновација. Нели са иновации бараме, даваме пари за иновации, нови идеи, програми се пишуваат. Од мене на програма, бе. Идеја, одма. Вунена чарапа, братче, усред избори. Ти мене бомби, ја тебе вунена чарапа. Ајде, бе, дојди, ела ваму. Премести се со време, брат. Затоа имаме ние избори на секои 2 години. Втора најбитна работа за македончето политиката, знаете ли што е?
Реформите. Реформите, али у однос на сендвичите. Значи, мене ми е многу драго што нашите партии ги следат светските трендови, да, и светските трендови викаат дека во последните години во светот се појавија многу вегетаријанци. Така и кај нас. И имате нова реформа, план проект. Реформа на терен, одма спроведена. Баба! Сега немате само сендвичи. Имате сендвичи и сендвичи за вегетаријанци. Едните со салама и кашкавал, другите само со кашкавал. И чатпат павлака. Ама тоа само за главниот митинг у Скопје. Да ги мотивират. Како бе да ги мотивираме овие вегетаријанци? Брат, тури павлака. И како ти текна у пичку, матерно, еднаш се живее, бе, ајде. После ќе фатиме тендер, ќе наплатиме и за тоа. И после скупи биле изборите. Па како не се скупи? Секи одма ќе пресметаме колку сендвичи ќе се изедат. Одма. Едниве ќе поделат едно 25.000 сендвичи, 30.000 максимум. Другиве ќе поделат едно 100-120.000 сендвичи. Тоа се у старт 150.000 сендвичи. Пута 2 евра. Колку пари е тоа, бе, брат? Пута маичка, пута капче, пута вулена чарапа. И после скупи биле изборите. Па нормално дека се скупи. И овие нашиве партии прават избори на секои 2 години зашто го сакаат овој народ. Треба ли овој народ да јаде нешто? Треба ли да го облечеш? А? Шо е тоа порано? Една мајца 4 години. На шо личи тоа? Сега, братче, на 2 години. Таман ќе ти се излити тоа кругче тука бројката, нова мајчка си зимаше, братче. Може, ајде да се напијам малце вода. Фала! Избори се ближат, газови ќе се лижат. Да, јас си знам. По мене. Тоа е друга тема. Така си е. Избори се ближат, ама мене ми е многу драго што вечер во Скопје избра да дојде на стендап. Добро вечер. Многу ми е далеку ово, бе. Оди вам, оди, не се плаши. Оди. Ете тука. Сега. Значи, вас ви дадоа сендвичи да дојде тука? Какви педери сте, без сендвичи не мрдате од дома, бе. И после како си ја напунил салата, со сендвичи како сум ја напунил, овие што нема дојдено, нема добиено сендвичи. Затоа нема дојдено. Иначе официјално сме распродадени, да ви кажам. За сите што ми се налютија денеска што немаме карти. Додека сме тука ке политичарите, сакам да кажам дека нашите политичари имаат една професионална деформација. Таа деформација се вика многу ветува, бргу заборава. Дополнителна деформација ништо не исполнува, тоа е друго. Значи, он нон-стоп ветува, другарче. Само ветува, например, значи, тоа му е така, он така функционира. Например, Сабајли иде на работа, искача овој комшијата што е невработен, нели? Само он е вработен у зградата. Нема друг, он и жена му, толку. И искача се сретнуваат тука со комшијата, нели, у влез и комшијата му вика добро утро. Ич да не се кираш ке да работиме и тебе и жена ти, мајка ти, татко ти, деца сите ќе работиме. Ама братче, моите се починати. Ја како нека искачат да гласање не е проблем. И ама сте дарежливи ко плата у државна администрација, од 1 до 5 тачно. Одма, аплауз, браво, добре. Фала. И тоа му е професионална деформација, братче. Иде ке жена му, пред да искочи да иде на работа, на седница, иде жена му се шминка, него перцепира 2%, има швалер жената, шок курац ти. И доаѓа овој, унатре, женава се шминка и он влага, нели, обеќава. Жено, ветувам дека вечер кога ќе се вратам од седница, ќе имаме секс, ако треба и 2 секса ќе имаме, и ветувам, сега дека ова со рокови, нели тоа, сега нели е тоа модерно, ветувам дека нема да свршам пред ветеното, а ако свршам пред ветеното, да умрам или загинам за Македонија. Модерно